Проституцијата е феномен со доста контроверзи во себе, затоа што ја забрануваме, затоа што праќаме порака дека не ја сакаме. Меѓутоа, во својата реалност, денеска, од друга страна, таа станува се пораширена. Сега, во овие денешни брзи и шокантни промени, станавме не само толерантни наспрема проституцијата, односно спрема најстариот занаед на светот, меѓутоа дојде време кога и ја промовираме како општествено прифатлива. За сите овие аспекти на проституцијата, во денешното издание на утринската програма на телевизија Мега, разговараме со психологот Каролина Јовеска, психолог од Општинското средно училиште Мирко Милевски од Кичево. Господјо Јовеска, добро утро и благодарност прво што одвоивте време да бидете гостин во нашата емисија. Најпрво еве би ве запрашал што мислите за проституцијата во поглед на младите лица, значи колку таа е таму застапена и што тоа значи за самото општество? Па, кога зборуваме за проституција кај младите, некои работи мора да кажеме постоеле и ќе постојат. Нашето општество во голема мера го толерира тоа, а денес е нешто позастапен обликот на така наречена завиена проституција или спонзоруша, кој што се нарекува, или спонзорно однесување, што е и предворје на проституцијата. Имено девојчиња од некаде од 14, 15, 16 години имат врска со момчиња, нешто најчесто постари момчиња, од кои најпочетокот добиваат подароци или пари, па што за неколку месеци момчето ја дели и со други, со блиски негови, и така девојчето влегува во еден ланец. А сепак тоа е проституција, во секој случај. Не е како она класичната, каде што 2 часа чина 200 евра и до гледање, што денес помалце ја гледаме на улица, али сепак мора се каже и од научен аспект дека сепак е проституција. Така, дали сметате дека добивањето на материјална корист, односно дали тоа е можеби во форма на корист од предмети или од финансиска гледна точка, значи дали тоа може да биде доволна причина за појава на проституцијата? Секако дека не, е голем фактор и генератор е, меѓутоа доволен доказ е за тоа што имаме многу девојчиња кои што се во лоша материјална ситуација, а сепак работат други работи, работат и потешки работи. Тоа е склоп на фактори, цел систем на фактори кои што влијаат, да речеме влијание има профилот на самата личност, зрелоста на девојчето, емоционалната, социјалната зрелост, моралните вредности што ги има до тој период развиено, познавајќи го тоа фактот што детето е во развој во тој период. Потоа некои стресни доживувања може да имало девојчето, дали негативно искуство со момчиња или била нападната, кои што оставиле секако последици врз самата личност. Исто така е важно фактот дали девојчето живеело во семејство кај што има нарушени семејни односи, каде идентификационата фигура на мајката или на таткото не биле позитивни, или се негувал некој морал кој што е многу поинаков и девојчето го попримило тој морал. Тука е секако исто така фактор од општеството. Какви модели нудиме на децава, какви примери на морално однесување. Доколку вие им покажувате на децата девојка убаво облечена, што се вози во овој коли, носи убави ташни, вие едноставно покажувајќи ги тоа го гледаме секојдневно на веб страници, во секојдневниот живот. Вие на тој начин всушност го промовирате тоа. Директен или индиректен начин, општеството си има свое влијание. Така, споменавте на почетокот еден вид на спонзорно однесување или така наречени спонзоруши. Што мислите, дали доволно кај нас се зборува на таа тема за тоа спонзорно однесување, кое што, еве да речеме, е присутно повеќе кај помладите? Секако не. Мислам, не во доволна мера се зборува. Дури може да се рече дека и се заташкува спонзорното однесување како еден нов тренд, сепак е младите не се зборува овде за чиста класична проституција, еден друг облик
се заташкува како од воспитно-образовните институции, така и од другите институции, или од интелектуалната сфера, или па други сфери. Дури она што е полошо според мене, тоа е недоволно и се осудува. Што сепак ете самиот факт што е доста го тренд, а последиците за неосуда би ги виделе сепак покасно. Се разбира дека со самата појава и на ваквиот тип на однесување, сето тоа доведува и до одредени последици. Може ли деве да ни објасните кои последици може да бидат во однос на личноста ако се занимава со проституција? Па имајќи го фактот што девојчето во тој период или девојчињата се во период на формирање својата личност, на својот идентитет, ги сформираат своето его. Едноставно сите модели на идентификација се битни тука. На тој начин секако дека влијае, бидејќи детето е во психички развој, а пред се влијае на емоционалниот развој на самото дете. Именно просто кажано, детето во тој период или девојчето, бавајќи се со оваа работа, се наоѓа во ситуација да мора да го одвои своето емоционално од физичкото однесување и на тој начин последиците би биле тука особено големи, затоа што емоционалниот развој врз детето влијае директно и врз останатиот начин на функционирање, особено во периодот на развој, каде што природно треба да настане една интеграција на емоционалното и сексуалното однесување. Бавејќи се со ова работа, всушност би настанало една дисфункционалност при интеграција на емоционалното и сексуалното однесување. Едноставно девојчето би имало една искривена слика за машко-женските односи. Бавењето, сексуалниот однос повеќе со тек на време би се доживувал како средство за постигнување на некоја цел, одошто како чин на доверба. А од друга страна, вие гледате од секојдневниот живот, бавењето со спонзорното однесување често има и ситуации каде што девојчињата земат често алкохол или други психотропи. Па дури може да заврши фатално по нивниот живот. Да, во најголем случаи, да. Постојат земји во светот кои што проституцијата ја имаат легализирано. Кој е вашиот став околу легализација на проституцијата? Дали сте за или против, или може би имате некое друго објаснување? Јас мислам дека тоа не сме да се дозволи. Некои работи постоеле и ќе постојат. Но мора да се знае дека нешто е негативно, дека е казниво. И на младите да им пратиме порака дека не продавајте го своето тело за пари. Со легализација на проституцијата, имаме примери во многу држави кои што каде е легализирана, вие може би некои работи ќе ги да речам подсредите, како што се заразни болести и така натаму. Меѓутоа, со легализација, ние на младите им нудиме готов производ, готов модел за идентификација. А тие се во период кога им се потребни тие модели за формирање на својата личност. Значи, ние им покажуваме девојка што е на јахти, носи бунди и така натаму. Исто така индиректно, ние развиваме на тој начин нови бизниси. А бизнисот е промовирање или промоција. На тој начин им праќаме една контрауслуга. Им праќаме услуга или порака дека со сексуални услуги може да се заработат пари. А тоа на подолги стази доведува до намалување на трендот на морални вредности во општеството, за жал. Господи Јовеска, јас на крајот ќе ви се заблагодарам за вашето учество во утринската програма на телевизија Мега. Има интересни теми од областа на психологијата за кои верувам и понатака ќе соработуваме и ќе разговараме. Почитувани гледачи, го следевте разговорот со психологот Каролина Јовеска на тема проституција. Останете и понатаму со нашата програма.